Сега ќе зборува господинот Урим Весели, кој што е буквално директор на вежбата од македонска страна. Господине Урим, што би кажале за медиумите, кратко за оваа вежба, за незиното значење? Благодариме. Дозволете на почеток да ви се заблагодарам за можност да се обратам на нашите ценети гледачи. Северна Македонија 2021 е НАТО вежба која што во соработка со Центарот за управување со кризи како представник на Република Северна Македонија за прв пат ќе се одржи во Република Северна Македонија во градовите Струга и Охрид. Имено како што и мојот колега спомна, се работи за цивилна вежба. Агендата НАТО 2023 имено алудира на делот на цивилната подготвеност на сите земји членки на НАТО. Оваа вежба за нас е голем предизвик и голем тест. Имено само да ве подсетам, ние Република Северна Македонија е се уште во прогласена кризна состојба со состојбата со мигрантите. Летос, ова лето, се соочувавме со голем број пожари и секако COVID-19, која веќе скоро влегуваме во втората година, каде што Центарот во сите три настани кои што се спомнати е главен координатор. Имено предизвикот е уште поголем, имајќи ги во предвид сите овие три работи што ги спомнав и четвртата организирање на вежба представува голем предизвик за Република Северна Македонија. Главниот предизвик е секако тестирање на националните капацитети во улога на земја домаќин. Значи е бара огромна подготвеност и пожртвуваност да се организира на ваква вежба. Уште повеќе, знаејќи го фактот дека ние сме 30 земја членка и треба да покажеме капацитет како земја домаќин дека сме способни да организираме на ваква вежба. Главни цели и објективи на вежбата, значи покрај она што е интерно и само за нас како земја домаќин, на вежбата ќе се тестираат комплетно капацитетите и ресурсите на системот за управување со кризи во кризна состојба. Вториот сегмент, можда и побитен, е тестирање на NICS или Next Generation Incident Command System. Имено се работи за Центарот за управување со кризи, заедно со колегите од Соединетите американски држави, збориме за MIT универзитетот, Линколн лабораторијата поточно, и колегите во регионот од Хрватска, Црна Гора и Босна и Херцеговина работиме на комплетна дигитализација на системот за управување со кризи и ова е одлична можност за тестирање, последно тестирање на истиот. Проектот завршува на 1 октомври и после тоа системот комплетно ќе функционира дигитално. Она што би сакал да спомнам во тој дел е да командниот центар или луѓето кои што донесуваат одлуки да можат да ги видат сите расположиви капацитети на терен во реално време. Збориме од тракинг, збориме за командување со истите и така натаму. И вториот дел во делот на NICS е она што ние како земја домаќин покрај нови сегменти кои што не постоја во системот, збориме за виртуелна реалност и аугментед реалност, големена реалност, истите ќе бидат тестирани за прв пат и тоа е наш продукт кој што ќе биде составен дел во тој систем и истите ќе бидат понудени и на колегите од Хрватска, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Третиот сегмент исто така битен во делот е во случај на катастрофи. Земјите членки на НАТО имаат подпишано договор, Vital Cross Border меморандум, кој што истиот овозможува во случај на одредени кризи да луѓето кои што доаѓаат, тимовите кои што се повикани да имаат брз премин на царина. Значи, тоа е третиот сегмент кој што исто така повторно ќе споменеме многу битен во случај на кризна состојба, кога државата ќе одлучи да побара помош, кога сите капацитети домашни се исцрпени, да помошта биде стигната на време и да немаме да бидат избегнати сите бирократски процедури кои што во други случаи се применуваат на граница. Исто така вежбата, имајќи во предвид состојбата со COVID-19 и сите здравствени протоколи кои што истите ќе бидат стриктно применети на самата вежба. Вежбата се состои е хибриден тип на вежба, за прв пат на ваква вежба се одржува. Збориме за теренска вежба,
Збориме за командно-штабна вежба и третиот дел е симпозиум кај што ќе се третираат две многу интересни теми за не само за Република Северна Македонија, него за сите партнери во НАТО. Збориме во делот цивилно-воената соработка во случај на криза или улогата на армијата, би кажал поточно во случај на криза, дали армијата е прв или последен ресурс. Со она што и ние се соочуваме, само да ве потсетам, при најмал пожар градоначалниците бараат да се подигне хеликоптерот, колку е тоа целисходно и дали е тоа правиот начин на действување, имајќи во предвид дека армијата е доста употребата на армијата е доста сензитивен дел. Збориме за принципи на парламентарна демократија и демократска контрола врз вооружените сили. Знаеме дека и по нашата законска легислатива армијата е последниот ресурс, значи кога сите цивилни ресурси ќе се исцрпат, армијата е последниот ресурс кој што треба да се употреби, имајќи во предвид уште повеќе дека е специализиран и доста скап ресурс за употреба. Тоа е тема која што ги тангира сите земји членки НАТО. Ја верувам дека ќе имаме експерти од земјите членки на НАТО. Верувам дека ќе се развие добра дебата и ќе имаме добри препораки за понатаму во кој правец би се движеле. И втората тема на симпозиумот е COVID-19 научени лекции. Ние се уште, како што знаете, сите, цел свет се соочуваме со COVID-19. Научените лекции од земјите членки ќе бидат, верувам, добро дојдени за сите нас да бидеме што подобро подготвени и подобро да се подготвиме во иднина за тоа што не очекува. Воглавном тоа би било околу вежбата. Благодариме, господине Урим, за вашата изјава.